удобноста со помалите трошоци некако се пропорционални, одат еден со друг. Кога разговараме за подобар живот, подобар комфор во живењето во домувањето, јас би почнал од тоа за реновирање на старите фасади, каде што тие по-стари згради со, така да речеме, никаква енергетска ефикасност би станале енергетско ефикасни со добар план. Бидејќи во моментот во државата се формира фондот за енергетска ефикасност, кој ќе биде во рамките на Македонската развојна банка. Дополнително имаме фондови кои што можеме да пристапиме да добиеме грант и поволни кредити, каде што и општината и граѓаните би учествувале во обновување на тие стари фасади, дополнително што е планот, на покривите, таму кај што е возможно да се стават и фотоволтаични панели, и тоа производство на електрична енергија од фотоволтаичните панели, да допринесе тие средства добиени од таму, да допринесат до сервисирање на кредитите што би се земале. Во тој случај граѓаните ќе добијат многу помали сметки за греење и одржување на своите домови. Дополнително би оставил тука и зелениот буџет што го предвидуваме во нашата програма. Тоа е, да речам, нешто незначително, меѓутоа добар почеток во селекција на отпадот. Бидејќи тоа е некој влез на средства во домот, каде што граѓаните кои што ќе селектираат отпад, кои што ќе одложуваат во вендинг машините за пластика, со картичката која што е веќе постоечка во рамките на ПОЦ, ќе акумулираат одредена сума на средства по одложена амбалажа. Можеби центар се издвојува во овој дел од останатите општини со оние подземни контејнери што се. Дали мислите, дали имате во план зголемување можеби на тие подземни контејнери што се за смет и како нови контејнери ќе треба за селекција на отпадот? Првим тоа ќе почне од домот. Нели, првим да се навикнеме дома да селектираме и да се мотивираме дека одреден денар или половина денар нас општината ќе ни го дава на таа картичка, да го стекнеме таа навика дома да го селектираме. Подземните контејнери се одлично решение. Таму каде што ќе се овозможат просторни услови, особено на тие улици кои што ќе ги реконструираме. Под реконструирање на улици велам комплетна реконструкција, не само гребење на асфалт и поставување на нов, туку пешачка зона, зелена зона, зона за велосипеди и улицата, да се овозможи подземен контейнер, бидејќи само така ќе можеме полесно да се справуваме со отпадот, да не се расфрла нашите страни. Во првиот дел